Една труба цел ден труби, го обсеја Артан груби. Еден качак цел ден чури, некој ќе јаде у затвор бабури. Артан беше албански бос, ама бара со македонец да крие кос. С балиста навијач прва класа, сега од албанци се крие под маса. Артан груби, види храбар ти, ако ти баде запуно по затворски. Уж каковица премиер си, батка ти, кога не можеш да изсрđиш машки бац. Во затвор кошарка не се игра, само джепен билијард и по некоја кифла. Ама тука те чекаат момци груби, да правите малку шуби-дуби. Помагајте другови, Бујарчо и Али, пола затвор се спрема да му го ували. Долгот е голем, редица се чека, нема да има кобасица мека, но надежта се раѓа не преку дуи. Тие низ вода го пратија груби, и мој елематка што од никој не се плаше. Го викаат на галено Мијалков, Саше тој ќе го спаси гузниот. Груби бима док не платен ко него, затоа Артан не се секирај братче, нема одгазот да ти фали парче. Ке подудлаш малце, ке фрлиш некоја пара, ке добиеш условно и никој нема да те бара. Зоки и Али те шитна за пари, така го шитна и другар ти прпари. Мама среќа што Мијалков даде беса, кој ни го вади, тој ке помине лесно. Една труба цел ден труби, го обсеја Артан груби. Еден качак цел ден чури, некој ќе јаде у затвор бабури. Една труба цел ден труби, го обсеја Артан груби. Еден качак цел ден чури, некој ќе јаде у затвор бабури. Неговата животна приказна е како бајка од Ла Фонтен. Од водач на навијачката група шверцери до еден од највлијателните политички личности во Македонија, вице-премиер. Тој е тој. Но, од друга страна, една таква бајка, како што неговиот животен пат, Џоја напишал Ла Фонтен, го нема очекуваниот крај, во смисла и живееше долго и среќно до крајот на својот живот. Пун као брод. Неговата животна приказна некако доби ироничен завршеток. Класична иронија на судбината. Почнуваш метеорска кариера како водач на навивачите на шверцери, со качулка на глава, и години после минати во раскош и луксус, играјќи фудбал че намали голови во министерство, кај што тогаш командуваше со тоа министерство, повторно заврши со качулка на глава на границата помеѓу Србија и Македонија, кај Блаце, мислам. Ете, тоа е таа иронија на судбината. А од иронијата на судбината не се бега, драги мои, кога животот го живееш како да си го фатил Господ за репродуктивните органи. Кога мислиш дека си недопирлив, кога си арогантен над сите. И не дека не беше така. Беше тип кој што ги држеше за белите бубрези сите своји политички ривали, опоненти, сопартици, коалициони партнери, особено нив многу цврсто ги држеше за белите им бубрези, така што не можеа да мрднат со глава ни лево ни десно. Наместо уздадем стето за ги држеше за белите бубрези, и само укочени. Ко буба шваба на светло седе и слуша што им каже тој. Некогашниот водач на шверцерите, кој
Никогаш не избега од таа титула, живееше после тоа и како шверцер и заврши како шверцер со качулка на главата и лисици на рацете на граничниот премин. Сега, велат се плашал за својот живот и тоа од своите, од неговите земјаци по крв во затвор. Затоа го стали во килија со македонец. Знаат што е сигурно македонец. Најбезбеден свет. Арнам. Велат старите меѓу курвите и крадците не барај честност. Ова се однесува за се она што ќе му се случува сега, усмисла на како ќе биде третиран. Тој не е глуп, да се разбереме, нема да се доведе без причина животна опасност. А од друга страна па ова име, како да ви кажам, джекпот на обвинителството и полицијата. Фаќаш високопрофилна личност која што била во бегство, ја носиш со лисици, ја спроведуваш, треба да отвориш или има отворено обвинение, нормално. И сега го имаш и ти сега него го држиш за белите бубрези цврсто. И онда кажеме, ако му се заканува казна 10-15 години, се е спремен таквиот обвинет да направи да си ја подобри ситуацијата, евентуално да издействува намалување на казна. Веднаш се појавија шпекулации дека наводно веднаш ќе биде спуштен, дека ќе живее домашен притвор у хотел како еден пред него, дека ова, дека она, не можеме ништо да збориме, презумција на невиност, ќе видиме дали е крив, колку е крив и така натаму, но на времето еден адвокат вика ми рече за еден друг случај, ми вика, види, и да те затворат. Вика, ако имаш тргнато некој милионче на страна, поради кои што те затвориле, нели, да ги те осудиле рецимо на 10 години. Вика, доволно е, вика, од тие, вика, да тргнеш, вика, пола милион, вика, затворот ќе ти се види, вика, као хотел Б категорија. Демек со пола милион, се ќе си купиш, што ти треба. Да, затвор е затвор, но пола милион олеснувале доста ствари, ако се веќе затворен таму. И само има една рекламација, имам ја пред 2 години снимав филм у полуотвореното оделение во Идризо и морам да му кажам на дотичниот, нема добри фудбалчиња таму. Јас стварно не знам, и еве уште еден апел до како се вика тоа, до како се вика ова. Anyway, не е битно која институција стои за затворива и се грижи внатре да има све и така натаму. За санкции како беше ова, или поима нема, може министерство, поима нема некој, не е битно. Фудбалчиња нови да им купите, овде сум многу сериозен. Значи луѓето играат фудбал во полуотвореното оделение со папушки. Не знам тие колку се полудупнати фудбали, може некој нога и нема ни кеф играњето, нога може некој да скрши. Значи, а особено сега е приоритет да се купат нови фудбалчиња кога овој високо профилиран затвореник доаѓа таму. И сега не знам, може прво ќе си почне ова затворено во оделение, може во некој друг затвор, но генерално еве искористив приликав да ви кажам, фудбалчиња нема во полуотвореното оделение во Идризо. Нови фудбалчиња, шо ве кошта тоа издаток ли е некој, трошок ли е? Не види. Идеме даје. Ако веќе се одлучи на тој чекор, бајги да гледа да си ја сочува кожата и да почне да пее, веројатно ќе му треба да влезе у програмата на заштитени сведоци. Од ја мислам дека многу луѓе ќе изгорат тука. Не е случајно ова од СДС вика се дере од петни жили на прес. Дој му фрлија гума за спасување на Мицковски, нека каже ова, нека каже. Преплашени се. Можете да замислите од ние од Дуи колку се преплашени. Иако тамо малце не верувам дека тука он многу ќе ги изда, знае тамо што следи. Ако ги издаде таму. Но како и да е, ако пропее нешто, ќе му треба програма да влезе у програмата за заштитени сведоци. Тоа е добра програма, само што проблем е и тука никој не му гарантира колку ќе остане заштитен и скриен од очите на јавноста. Што он има и така специфична фаца. Таква фаца има фаца. И би го препознал веројатно било каде само некој од овие краишта да се погоди тука у близина и малце да го интересирала политика кај нас, ќе го препознае одма. Значи не е дека е тука скроз заштитен и у таа програма јебига. Имаше еден случај пред многу години, некоја цура млада, чиј татко бил брат сите мафијаши на Дрангета, едно од најопасните наркокартели мафијашки организации во светот. Во еден одреден момент ги издаде своите. Нормално знаеше дека тогаш животот буквално виси на конец.
и влезе у програмата за заштита на сведоци, имаше мала керка, тоа има фјаш од муж незин. Цела фамилија е била на Дрангета, у тоа селото кај што потекнува на Дрангета. Но како се деси, многу случајно, после неколку години, успеал некој да ја препознае случајно во Милано, каде што живеела на локација непозната за никој, со сменето име, презиме, појма немам све, девојчето исто така и, но сепак беше откриена и беше екзекутирана заедно со девојчето од припадници на Дрангета. Не битно. Битно, ситуацијата е тешка. Шо пееше Владче покојан од морал, состојбата е тешка, мора да е сон, мора да е грешка, мора да е кошмар, состојбата е тешка, така беше нешто. Владче имаше многу, окей глас. Ти него го спомнавме. Овие се... Вие сте баги ненормални, жими све. Замисли, искачаат, пази, ја мислам ВМРО. Што и да направи добро, овие од СДС ќе се обидат да го прикажат како најлошо на свет, како не знам што да се крие за тоа. Најголем некој темен заговор против сопствената држава, против сопствениот народ. Сега, не е битно кој како го договорил Апсењево на овој водачов на Шверцерија. Не е битно дали сам се предал или било договорено да дојде да се предаде, нема каде да бегаш, кога тогаш ќе треба да одговараш. Си проценил типот, боле пола милион ќе дам у затвор и ќе искочам порано и ќе го поминам затворот што полесно можам со тие пола милион, отколку да фркнам 10 милиона у бегство додека сум. За некој да ми ја чува така наречената слобода, која што не е ни слобода ако не можеш да спиеш, ако спиеш на едно око. Или ако одиш по улици нонстоп се вртиш вака за тебе, за некој да те препозна. Да некој да не те препозна. И пази, мртви ладни, искачат, викаат, со тоа што овој се предаде, Дуј му фрлал илек за спасување на Мицковски. Одма имаш тука обид за дифамација, компромитирање, ете, дилови почнаа со Дујдило. А шо беше она кога апсе еден бивши функционер на Дуј, рецимо, која беше за Кочани работата? Трагедија у Кочани. А шо беше суша некој таму? Значи, не е само финтата да излезеш да збориш, да јадеш лајна на прес. За некоја работа која што, како да ви кажам, со која што уште не знаеме многу работа. Значи, допрва ќе го истражуваат тамо, ќе ова, ќе она, ќе видиме што ќе му одредат притвор, каде, шо, како. Не знаеме многу работи. Многу работи може утеков на истрагава ќе се откријат, нормално ви кажав зашто ако пропее. Вакви највише сакаат обвинителите и полицијата. Вакви им се, кец на десетка. Све е спремен човек да направи да си ја зачува кожата. Затоа реков, меѓу крадци и курви не барајте честност. Само може стравот по сопствениот живот да го натера, може би некои работи другачие да ги изменаджира, да ги направи до ова до. Ама дека ќе пропее, ќе пропее. Ќе оди некој курбан. Кој ќе видиме? Моја претпоставка е поише ќе одат курбан од овие од другиве. Од СДС што ќе ги заде говна. Неговиот може ќе ги заштити малце од Дуј. Пошто знае тамо што е казната. Пошто тоа е, како да ви кажам, тоа функционира баш на такви принципи како што ги опишав во приказната за цурата која што ја цинкарала на Дрангета во еден одреден момент. Така што дегутантно е ова што го правите, да ви кажам. Секоја работа уште во зародиш, сакате да ја оцрните. Мислите дека со тоа во јавноста кревате пензија, галванизирате против власта, против ова, напротив. Си пукате сами себе во колено, сами себе се изложувате на срам, на очајници. Тоа се потези на очајници кои што не знаат више што зборат. А ја гледате нивната портпаролка колку беше хистерична. Незиниот настап беше хистеричен и они побрзаа што поскоро да излезат на прес. А што мислите, зошто? Драги мои пријатели на Facebook и уште подраги пријатели. Зошто мислите, од каде доаѓа таа хистерија? Се плашат дека овој кој ќе пропее. Оние што ги гледавте перјаници на власта на СДС во времето на Заев и на Ковачевски, најистакнатите личности, топ 3 или топ 5 од највисокиот ешалон на СДС,
Сериозно ќе бидат загрозени. Пробајте замислите си ги кои ликови се тие. Ако пропее овој воđа навијач, Галиба мислам дека меѓу првите ќе ги пропее нив таму. Од тама е хистеријата, дечки. Од ниедно друго место не доаѓа. Тоа е изворот на хистеријата. Али добро, они решиле да одберат пат, да тргнат у насока, што и да направи, што и да се случи крупно, како настан, додека е власта на ВМРО и додека е Мицковски на власт, ние тоа ќе го превртиме на глава и секогаш ќе го сликаме од најцрната страна на паричката. Тоест од поцрната страна, едната ако е бела, другата, тоест од црната страна, ако едната е бела, другата е црна. Ај, да не влагам у некои метафорички вратоломии. Така што ќе биде свадба голема. Изгледа. И тука треба, како да ви кажам, да, има кај нас секојаш со право. Има кај народов толку години живење во самостојна држава, така речи, од многу гледање што се случувало, нормално дека има сомнеш кај народот, дека овој пат нешто ќе намерно нешто во судската процедура ќе се погреши, колку да падне судскиот процес, нешто ќе се направи пред нешто за тоа да се најдат грешки у процедурата, да се урне тоа пред апелација или пред врховен или бил, да се изменаџира на некој начин, како што се правило тука. Во многу случаи. Особено во ние, нели, што беа актуелни 2017, 18, 19, 20 година и така натаму, крупните случаи. Но видете, мислам дека овој пат работата не е баш така едноставна, дека воđа навијача ќе се извлече со условна казна. Сменети се околностите и условите, за разлика од она што беше пред 8-9 години, сега се малце поинакви ветрови дуваат, ако сакате и во судството и во обвинителството. И мислам дека оваа работа ќе се тера многу профи, многу одговорно. Така што очекувам, не очекуваат пред нас бурен период, не очекува бурни месеци. А ние сме познати сеирџи, мислам, не си македонец ако не ти е кејф да фаќаш сеир. Така што ние ќе бидеме присутни, ќе фаќаме сеир, а особено убав сеирот секогаш кај народов е убав сеирот кога ќе гледаш дека најбе некој што бил горе. И тука е она, тоа е тој сеирџиски оргазам. Некој што знаеш дека бил горе, ама се курчел кога бил горе. Никој ништо не му можел. Правил што сака. Кога сака. И одеднаш ќе видиш паднат доле во калта, забиен во песолицето. Папао. Или во гомната, како сака. Тогаш е сеирот многу битен, како да кажам, движечки елемент во секојдневието на македонците, поточно на граѓаните во Република Македонија. Така што можам да ви кажам, заземете добра позиција, кој има фотелја, нека седне у фотелја на помеко и уживајте во ТВ новелата што се наоѓа пред нас и у која што, бога ми, ќе видиме интересни заплети и уште поинтересни расплети. И ако уште некој не верува дека нашите служби работат, и не само што работат, туку работат добро, ова нека ви биде уште еден доказ за тоа. Ајде сега ви го посакувам убав ден и ако има некој нешто да ме дополни со нешто, за ова што го зборев, значи слободно, знаете, коментарите ви се отворени за вас. Се гледаме, чао.